Почитувани гледачи, имаме чест да разговаряме овде во Торонто со Дамјан Манчевски, кој што е министер за информации и административни дејности во нашата земја, а овде во улога на подпредседател на СДСМ. Прво, добро дојдовте овде во Торонто. Добре, најдов и навистина е ова за нас една историска посета на нашите партиски простори во Торонто, така што е една убава шанса со нас да се видиме со нашите членови. Ова е една од првите можности некој од владата на нашата земја да дојде и да ја посети нашата комуна овде во диаспората во Северна Америка. Вашата цел е да присуствувате во Отава на една конференција. Кажете ни нешто повеќе во врска со тоа. Присуствувам на глобалниот самит на OGP, значи отвореното владино партнерство, која што е глобална иницијатива предложена од поранешниот американски претседател Барак Обама, во која што сите влади, но и представници на невладиниот сектор на една заедничка платформа ги наоѓаат начините за нивна соработка. И особено тука е важно во делот на транспарентноста, во делот на презентирање слободен пристап на информации до граѓаните, до невладините организации и до медиумите, каде што особено нашата држава во последниот период забележува огромен напредок. Ние како влада во декември месец минатата година го пуштивме во употреба новиот портал за отворени податоци, Data.gov.mk, каде што на еден аналитичен начин институциите објавуваат податочни сетови кои што пред се интересни за граѓаните, за оние кои што обработуваат податоци за новинарите. Значи се работи за веќе објавени околу 200 податочни сетови од различни институции. Ова се големи податоци, big data податоци, кои што се доста подложни за анализи, но и можат да се развијат од нив сосема нови бизниси, сосема нови апликативни решенија. Така што ние како земја веќе станавме доста и лидер во овој дел и нашето присуство на самитот во Отава ќе биде доста забележителен. Покрај мене присутна ќе и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и ќе имаме презентација на оно што е до сега направено. Со оглед дека сте и министер за информации, многу е битно за нас овде во диаспората да ги добиваме првичните информации и вистинските информации што се случуваат во нашата земја и кои се целите на владата да ги анимира членовите на диаспората овде во Канада што повеќе и што поскоро и да со првични информации да се знае како нашата земја чекори кон патот кон Европа. Значи, кои се конкретни цели да се анимира диаспората од овде? Повеќе разговаравме и кај нас за менување на начинот на кој што пред се националниот радиодифузер работи, Македонската радиотелевизија, и повторно воспоставување на еден вид на дописници од поголемите центри каде што или ние како држава имаме веќе комуникација и конекција, Брисел, Вашингтон и така натака, но имаме наша заедница. И од тој аспект сметам дека навистина државниот радиодифузер, државата треба да се организира и во тој дел да интервенира. Тоа е делот кој што потваѓа под моето портфолио. Веќе во Северна Македонија се одвива процес на реформа на Македонската радиотелевизија и на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Сметам дека за отприлика 2 месеци од сега ќе имаме ново и професионално раководство на телевизијата, кое што ќе ги реши и проблемите од делот на уредувачката политика, каде што согласно последниот извештај на Рапортери без граници имаме се уште проблем и влијание пред се на најголемата опозицијска партија, но од друг аспект и сериозните финансиски проблеми со кои што се соочува телевизијата. Обезбедивме стабилно финансирање на Македонската радиотелевизија. Тоа веќе е така. Тие добиваат пари од буџетот, директно не зависат од претплата и од давачките на граѓаните, туку добиваат пари од буџетот и можат на многу по-предвидлив начин да се организираат. Нас ни е навистина важно да нашите луѓе овде добиваат информации за тоа што се случува во државата, не само за да се добијат информации, туку навистина сметаме дека може да се најде една заедничка корист. Например, инвестициите кои што владата ги прави преку Фондот за инновации и технолошки развој овозможуваат да нови компании, стартапи развиваат нови производи и решенија
апликативни решенија, конкретни работи, без при тоа да имаат било каков ризик младите луѓе од кај нас кои што вложуваат во овие производи. Каде е тука интересот што може да го најде диаспората? Па тие се веќе тука, имаат постоечки бизниси или работат во компании кои што се етаблирани, знаат која е поборувачката на пазарот и слободно може да ги искористат производите, апликациите на овие наши нови компании во Северна Македонија и овде да најдат соодветна примена. Каде е бенефитот нивни, дека нема да инвестираат во развојот на тие решенија. Државата тоа ќе го прави за нив. Меѓутоа треба да бидат информирани, што не се. Токму тоа е една од причините што и тука ќе разговараме со представниците на нашата диаспора за организација на еден вид на представување од страна на државата пред нашата заедница овде на сите овие можности. Значи не е само ово, е само еден пример каде што може да се соработува. Постојат и разни други начини. Поддршката што се дава за мали и средни предпријатија, директна финансиска помош. А она што се дава за инвестирање на странски инвеститори, но веќе на домашни, истите услови веќе кај нас важат како што за странски инвестиции, бенефициите важат и за домашни компании. Така што значително големи средства на финансиски средства се вложуваат во поддршка на мали и средни предпријатија, што особено мислам дека на нашите селеници може да им најде една заедничка нишка корист и како да спречиме уште луѓе да доаѓаат, тоа е целта сепак да ја намалиме емиграцијата, но и како тие што се веќе тука да најдат заеднички интерес со луѓето што се кај нас. Државата да треба да се организира и веќе најавувам дека конкретно на овие теми ќе организираме една делегација која што ќе дојде тука и во Торонто, ќе прошета и во другите места, да ги презентира овие можности. Сепак, во ова време информациите се наоѓаат и лесно. Сите оние што се заинтересирани за ова конкретно, слободно можат да ја проверат веб страната на Фондот за инновации и технолошки развој, fitar.mk, каде што може да добијат конкретни информации за сите овие можности. Ви благодарам многу и со нетрпение ја очекуваме вашата следна делегација која што ќе дојде и ќе ги презентира сите овие можности.